Здраво, вондарена политичка анализа, многу настани, ниту еден крупен или гранден настан, значи мали, како мали вулканчени настани кои се распоредени и временски и просторно на повеќе места, така што знаете, треба да ги поврзите во едно коло, во еден круг, за да може да излечите некаков НЗС на сите тие настани. Иако и крупните настани во Република Македонија завршуваат или траат 2, 3, 4 дена. Минатата недела беше ука, бука, марихуана, дрога, канабис, извоз во Србија, 40, 80 тона и така натаму и така натаму. И ова недела како ништо да не се случило. Како за ланскиот снег да се дебатирало. Како да не се дебатира за 40 тона се многу и за Албанија, за Лазарет во златното време на Лазарет, како 40 тона да не се многу за Мадуро и за Венецуела, одеднаш ја снема целата таа ука-бука. Беа некакви реакции на овие дозволи или блокади или неможноста да се со наши камиони да патуваат во Европска унија, да не ги исполнат условите, да бидат тука блокирани на Балканскиот полуостров. И тамо беше ука-бука, иако тамо, знаете, приказната е малку поразлична, бидејќи станува збор за судир на две перцепции. И кога ви имате судир на такви две перцепции кои се драматично различни, драматично спротиставени една на друга, вие секогаш губитник е таа перцепција која е помека, полиберална. Тамо каде што емоциите се многу порадикални, многу поригидни, секогаш на краток и на среден рок победува таа перцепција во креирање на јавното мислење во Република Македонија. Што сакам да кажам? Опозицијата или дел на некаква опозицијска структура тука во Република Македонија, кога се јави тој проблем со транспортерите, со камионџите и така натаму, големи протести, блокади на граници и како одеше целата таа постапка, процедура, целиот тој процес, сега излегуваат и велат: ние ви кажавме дека ако не биде прифатен францускиот предлог, ако не биде спроведен, ако не биде реализиран францускиот предлог, ќе ни се случат вакви работи. Денес се камионџиите, се транспортерите, утре ќе биде јагленот, па ќе биде, не знам, нафтата, ќе биде гасот и така натаму и така натаму. Значи излегуват и од позиција на интелектуална супремација, ви велат: ние ви кажавме, вие тоа не го слушавте, бидејќи вие тоа не го слушавте, вие сте сами виновни дека сте напикани во таква состојба. И имате ова друга структура, денес преточена во најголем дел во власта на Република Македонија или владата на Република Македонија, и тие ви велат, ви излегуват, велат: ова е доказ со транспортерите, со камионџиите, тоа што ние ви го збориме 30 години. Дека Европа не мрзи, дека Европа не сака и дека Европа ја користи секоја прилика да ни покаже колку не сака и колку не мрзи, или колку не мрази. И кога имате конфликт на две такви мега перцепции, едните кои ви велат: ние ви рековме и вие требаше да бидете свесни дека тоа ќе се случи, и вторите кои ви велат: ама ние ви рековме дека тие не мрзат и дека што и да направиме, тие никогаш нема доволно да не сакат и доволно да не вреднуваат. Што мислите, која перцепција победува во македонски услови? И кој имате такво драматично спротиставување тие две перцепции, вие не можете НЗС да најдете. Држава која нема НЗС е принудена да лута како писмо без марка. Може да стигне на некоја посакувана адреса, а може вечно да лута. Денес имав некое судење и си ветив сами од себе си пред 2-3 години дека ништо, дека трае судскиот процес. Нема да споменувам на таа тема, дека нема да ја користам ниту емисијата, ниту вонредните политички анализи, било како да вршам влијание на судот, на судските процеси, без разлика како ќе завршат тие судски процеси, без разлика што ќе се случи. Принципелен став е дека ако сакаме да градиме некакво демократско, здраво, европско општество, дека ќе прифатиме и некој да изврши место нас притисок на судот, и јас или било кој друг да биде жртва на тој притисок, меѓутоа јас нема да ги користам алатките кои ми стоат на располагање. Нема да ја користам силата на медиумот, на влијание врз јавноста во Република Македонија и така натаму и така натаму. Меѓутоа го гледам Тонињо Менкињо, ставил малку пресадил коса, се затегнал, како велат со скинати чорапи во Страсбур не се оди. Се спремил човекот и инвестирал да оди во Страсбур. Гледате, многу од овие во наводници играчи на ВМРО, кои се гледа себе си на клучни позиции во државата, има многу кои не се задоволни, кои можеби се изиграни, кои можеби се пуштени низ вода. Но така драматично никој не е пуштен низ вода како Тонињо Менкињо, плюс и неговата инвестиција во ботокс и неговата инвестиција во нова коса.
Се подготвуваше да е министер за правда, ништо, аш. Се подготвуваше да биде јавен обвинител, ништо. Сега сакаше да биде во Страсбур, па гледате и овој Даштевски го згрижија после оној неуспешен конкурс за представник на Македонија на судот во Страсбур, плюс Ленче Рисовски, останува само незгрижен Тонињо Менкињо со целата негова инвестиција во нова коса и во нов ботокс. Сега како што стојат работите, во барабанот се деканот на правниот факултет Јоргиевски, Наташа Бошкова. Наташа Бошкова беше адвокатка во судски случај тамо некаде пред 10 години. Она емисија која имав за проституција во Република Македонија. Новинарот или колегата Љупча Златев тогаш правеше undercover сторија. Го ставивме да влези или направивме со камера, со мали камерчиња, така натаму влезе во стан со травестити. Се представуваше пред нив дека травестит кој сака да користи нивни услуги, ги снимавме и така натаму, и нив ги бранеше судиката, односно адвокатката Наташа Бошковска, беше драма тамо. Додека траеше судскиот процес, травеститите си го сменја своето име и така натаму, и сега таа е еден од кандидатите и братот на адвокатот Апостолски, значи луѓе од чинелот на Сашо Мјалков. Повторно надвор од игра останува Тонињо Менкињо. Така што јас мислам дека е крајно време да напишам како Бомбакис еден напис на оние таблите на А4 на 8 формат и да излезам да барам правда за Тонињо Менкињо, бидејќи остана човекот пуштен из вода, му се случуваат работи во Велес, му се случуваат работи туку у Скопје, вела дека поради некакви наводни транге-франге операции со италијани поврзани со Дрисла, пуштен низ води од Мицкоски, пуштен низ води од ВМРО. Да памане, на крај, знаете, ко високо летате, многу ниско паѓате. На почеток за Али Ахмети. Гледате, Али Ахмети е човек кој брутално ги изгуби локалните избори во Република Македонија. Освен Гостивар и освен некои помали места, Чашка и така натаму, безмалку сите бастиони, каде што се ги спротиставија копјата, каде што ги вкрстија копјата и ги судија копјата албанските политички партии, тој ги изгуби. Изгуби во Чаир, изгуби во Тетово, изгуби во Сарај, значи каде можеше изгуби Али Ахмети. И гледате, неколку месеци после тоа, Али Ахмети станува победник на политичката сцена. Тој е повторно капо ди тути капи на албанската политичка сцена, кај него доаѓаат овие од Влен да му бацат рака, сака да коалицират. Тој сега мудро седи, размисли и така натаму. Така што сега се поставува дилемата, дали Али Ахмети е толку сречко да му бидат така наместени коцките после еден драматичен пораст на локалните избори, кај што исчистува и со Бујр Османи, Артан Груби не е во Република Македонија, на парламентарните избори предвремени или редовни, веројатно ќе расчисти со оној багаж на политички сојузници 15, 20, 30 години околу него, кој веќе му станува товар, кој му пречи така натаму, или пак тоа била толку мудра стратегија на Али Ахмети и ние не сме биле свесни дека спроведува една така мудра стратегија. Сега имате најава дека Влен треба да прерасне во политички субјект или во политичка партија. Тоа го пишува дел на овие македонски медиуми. Дека тамо градоначалникот на Тетово и неговата партија ќе има 35%, учествува во таа партија, дека Изет Меджити градоначалникот на Чаир ќе има 35% и 30% ќе поделат овие партиите на Арбен, што остана од Арбен Таравари и така натаму. Имате сега плюс информации дека едниот и вториот преговараат со Али Ахмети. Градоначалникот на Тетово преговара, бидејќи сака предизборна коалиција, ако има предвремени парламентарни избори, да оди во заедничка предизборна коалиција со Али Ахмети, такви се шпекулациите, ќе видиме што тоа ќе се реализира. Од друга страна, Изет Меджити, гледате, Изет Меджити е сега во улогата во која беше Андреј Жерновски 2013 година. Од победник на локалните избори, сега станува безмалку занемарлива политичка фигура. Победува во Чаир, вложува пари, енергија, капацитет, авторитет, политичко кредо, политичко влијание, се што имаше на располагање, стави и го победи Бујр Османи на изборите во Чаир. И одеднаш гледате од функцијата министер и вице-премиер на владата, кога седи до Александар Николовски или седи до Христијан Мицкоски, како градоначалник на Чаир, тој се сведува да биде на 5-то, 6-то, 10-то место во ЗЕЛС
И да не седи до Христо Мицковски, да си Дорче Георгиевски, па тамо пред него да биде градоначалник на Куманово, па да биде градоначалник на Центар, па градоначалник на Карапош и така натаму и така натаму, и кога ќе се израдат сите, тамо на ред да дојде Изет Меджити. Во таква конфигурација на односи, вие сега имате една состојба кога Али Ахмети како лубеница се ги бира своите партнери. Што ќе прави и како ќе прави. Минатата недела беше објавено дека е Аријанит Хоџа, кој беше десна рака на Имер Селмани, па беше дел на структурата на Беса, па направи одредена политичка партија, па беше близок до Миле Зечевиќ, до таа структура која беше дел на власта допред 2 години тука во Република Македонија, станува нов потпредседател на ДУИ. Знаете, кога ги читате тие пораки, тогаш мора и да ги дешифрирате тие пораки кои ви ги пласират медиумите. Аријанит Хоџа стана нов потпредседател на ДУИ, што рече дека неговата политичка партија треба да прерасне или да стане составен дел на партијата на Али Ахмети. Тоа значи дека ако Аријанит Хоџа, а остана да биде надвор од парламентот, да не биде ниту во локалната власт, да не биде ниту министар, да не биде ниту на ниту едно ниво на власта во Република Македонија, ако сака да биде дел на пратеничките листи, тој мора да биде составен дел на ДУИ. Тоа значи дека во моментов, како што стојат работите, ДУИ и Али Ахмети имат одлучено дека нема да одат коалиционо на следните дали редовни, дали предвремени парламентарни избори, туку дека ќе одат под логото на својата партија. А кој сака да биде дел на тоа лого или во рамки на структурите на ДУИ да трча на парламентарни избори, мора да срасне со структурите на ДУИ. Пораката на пристапување изборот на Аријанит Хоџа за потпредседател на партијата ДУИ, значи тоа прво дека Али Ахмети прави нов состав, нов кастинг на луѓе со кои ќе истрча на парламентарните избори, тоа е под број 1 и под број 2. ДУИ и Али Ахмети во моментот не размислат за голема коалиција. На парламентарните избори ќе истрчат сами. Знаете, да ги неутрализираат сите оние обвинувања кои им беа правени после претходните парламентарни избори, дека тамо не се гласови само на ДУИ, дека тамо се гласови на турци, тамо се гласови на бошнаци, тамо се гласови на роми и така натаму и дека ако на купче се ставени сите тие гласови кај Али Ахмети не може да се фали дека победник на парламентарните избори. За да не му се случи тоа на следните парламентарни избори, очигледно Али Ахмети има одлучено сам да оди на тие избори. За да може да ги разберете пораките во политиката, тоа преку 90% е чиста психологија. Значи мора прво психолошки, а подоцна и политички да ги толкувате, да ги објаснувате одредени изјави, потези и така натаму и така натаму. Пред 2-3 дена се скара Александар Вучич и Радмила Шекеринска. Гледате која е таа подсвест. Значи Радмила Шекеринска го носи тој комплекс дека кога беше на чело на Министерството за одбрана, премногу транге-франге сделки со северниот сосед. Набавки на разни опреми, некакви материјали, не велам Миле Драгич операции, но нешто слично на тоа. Дел на структурите кои бе на чело на Министерството, дел на Српски свет и така натаму и така натаму, сега е втор човек на НАТО алијансата. Кога сте вие втор човек на НАТО алијансата, тога знаете се штрекнувате на се што ќе биде Белград, Србија, бидејќи до пред 20 години таа НАТО алијанса беше во конфликт, ја бомбардираше СР Југославија. Во такви услови вас ви е неопходно како топло лепче да бидете во конфликт со Александар Вучич. Од друга страна на Александар Вучич тоа му одговара за одредени домашни прилики, за одредени домашни пораки, разбрски, тој да биде херојот кој еве и на македонците, и на црногорците, и на хрватите им кажа. Открива, детектира најразлични сојузништва, најразлични непринципелни коалиции како Слободан Милошевич и Васил Тупурковски пред 30-35 години. Еве сега албанците, косоварите, црногорците, хрватите предводени од хрватите и можеби македонците планират некакви воени соработки, воени сојузи, па седи тамо во Минхен, објаснува на Минхенска конференција, излезен тука пред српските медиуми разлика помеѓу воена соработка и воени сојузи, така натаму и така натаму. И притоа ние треба да бидеме слепи дека од машка страна сите бизниси на семејството Шекерови, Шекерински или Јанковски одат кон северниот сосед, дека секојаш биле омилени или радо видени гости ке северниот сосед, дека краците на Данчо Шутурков одат тамо до женска линија, до женска страна на семејството Јанковски и така натаму, дека некои деца од тоа семејство биле вадени од полициска станица пред 30-35 години, полициска станица Газибаба, и сето тоа треба да биде заборавено. Ние тоа не го знаеме, не е тоа дел на српски свет, не сме го слушнале, и одеднаш мегафоните од едната и мегафоните од другата страна
излегуваат и велат се испокара или се конфронтира Радмила Чекаринска и Александар Вучич. Па излегува поранешната премиерка Брнабич, па таа нешто да објаснува, па излегува СДСМ, па целата ова ергела новинарска на Радмила Чекаринска ставена во функција и ние имаме мини балканска војна помеѓу Александар Вучич и Радмила Чекаринска. Зошто? Бидејќи на едниот и на другата тоа им треба. На Радмила Чекаринска во прва фаза да ја зацврсти, да ја бетонира својата позиција во структурите на НАТО алијансата и не дај Боже или дај Боже во некоја блиска иднина да размислува за враќање тука по примерот на Колинда Грабар-Китаровиќ тука во Република Македонија, бидејќи гледате тука во рамки на СДСМ ферментира процесот на клановски, фракционерски, како да ги наречеме, конфронтации во опозицијата, а тамо безмалку не останато ништо, ни од опозиција, ни од некаков кредибилен субјект кој може да биде восприемен од македонската јавност како идна власт во Република Македонија. На крајот на минатата година има еден брифинг во македонската влада, каде што се повикани одбрани новинари, блиски до владата, блиски до премиерот, и првиот човек на владата излегува и вели дека нападите на СДСМ кон него биле нарачени од Александар Вучич. И одеднаш Бардот, кој тамо пласираше на своите Facebook страници на социјалните мрежи одредени илустрации, одредени видеа направени од вештачката интелигенција, тој со снайпер, па тој нешто прави, па овие нешто му реагират, одеднаш Бардот сваќа дека тој не се пресметува со Зочо од Струмица, според првиот човек на власта, ниту со Венко Венац Филипче, туку дека се пресметува лично и персонално со Александар Вучич. Тогаш почнува да му кружи околу главата Живалевич, па Пахомија и така натаму и станува кармакаша на крај, не се знае кој против кого се конфронтира. Мицковски не реагира на конфликтот помеѓу Александар Вучич и Радмила Чекаринска. Венко Филипче го обвинува Мицковски дека со проектот Алте банка дозволи српски свет да му дојде тука во Република Македонија. Христијан Мицковски се плаши дека Александар Вучич преку македонската опозиција сака да му направи смена или да му ја сруши владата, дека ако опозицијата победала во Куманово со помош на србите, на српските гласови Иван Стојликовиќ и Оливер Спасовски, дека тоа ќе значило ново раководство на СДСМ, градоначалникот на Куманово, популарниот Диро или Дуров би станал градоначалник на Куманово, па би станал лидер на СДСМ, па тогаш Вучич би имал контрола на двете главни партии во Република Македонија. Гледате, карма каша. На тоа ниво е сведен српскиот свет во Република Македонија со нашите сателити во ВМРО и во СДС. Збор 2 за онаа средба во Ловниот дом, уште една цртичка, тоа не ми беше дообјаснето. Бидејќи ви кажав дека за да ги анализирате политичките пораки, политичките процеси, дека тоа повеќе од 80 од 90% е психологија. Зошто беше оно соопштение на СДСМ? Вела дека го нарачал Венко Филипче. Зошто беше тоа соопштение после предходната вонредна политичка анализа за тајната средба во Ловниот дом во Струмица? Бидејќи Венко Филипче не им кажал на своите најблиски соработници, на заменикот председател Фани Карамфиловска, на подпредседателката Јована Тренчевска, на популарниот Коска Повиот, подпредседател на СДСМ, на членовите на извршниот одбор на СДСМ, не само што се среќава со Зоран Заев, туку седи на иста маса со Оливер Спасовски, седи на иста маса со Сања Лукаревска, седи на иста маса со Љупчо Николовски Путерот или со Благојче Бочварски, а веројатно пред своите најблиски соработници ги оговарал дека му прават пуч, дека сака да му направат фракции, да му ја преземат контролата врз партија и така натаму и така натаму. Денес излегува емисијата, вонредната емисија во Центар за тајна средба во Ловниот дом и ги наредувам како телефонски именик кои се се присутни на таа тајна средба. И одеднаш овие најблиски соработници на Венко Филипче стануваат свесни дека прво шефот не им ја говори вистината, да не речем ги лажи, дека не само што не се конфронтира, туку се договара со овие имиња, со кои наводно е скаран и седи на заедничка вечера со Зоран Заев во Ловниот дом во Струмица. Во таква ситуација, кога луѓето со кои секој дневно пиете кафе, се договарате, се дел на новото раководство, ново-старото раководство на СДСМ, почнуваат да ве гледат со прашалници, па што е точно тоа што го збори или тоа што го говори. Па дали не лажи, па дали не говори вистината, па што сега, до сега што ни има кажано е точно или не е точно, и кога ќе почнете да се сомневате во првиот човек, во неговите намери, во кој правец оди партијата, тога знаете, вие со резерва почнувате да ги примате сите пораки и сите барања од
раководството или од првиот човек на партијата. Во такви услови, кога и во едно такво расуло се наоѓа опозицијата, плюс вие на тоа додавате товар на сомнеш, а таа опозиција ниту еден пердов не е подготвена, не е спремна, не е во кондиција ниту нов еден пердов, 1 грам тежина да издржи на своите плеки, тогаш вие мора да реагирате. Како ќе реагирате? Така што ќе обвините емисијата или вонредната анализа дека работи за белосветски заговори, со белосветски шпекулации, зошто да му наштите на Венко Величев, кој само што не почнал да ја растури, да ја масакрира власта во Република Македонија. И додаѓаме до суштинската порака на оваа емисија. Веројатно во изминатите 2 или 3 месеци, барем 50 или 100 од вас, кои сте гледачи на овие вонредни анализи, дојдовте да ме прашате зошто постојано се потенцира прашањето за Никола Груевски. Бидејќи според мене тоа е прашањето на сите прашања во Република Македонија. И сега, и пред 5 години, и пред 10 години. Никола Груевски, ако не ја подсонеше ролјата на меѓународната заедница, дека може да игра по примерот или принципот на Александар Вучич, малку да лажи, малку да прифаќа, малку да пушта низ вода и така натаму, веројатно ќе станеше уште 5 или 10 години на чело на Република Македонија. Без Никола Груевски не се направи или не може да бидат направени уставните измени во Република Македонија, промена на името и влезот на Македонија во НАТО алијансата, а како што сега стојат работите, без Никола Груевски не може ни да биде усвоен францускиот предлог уставните измени и влез или почеток на преговори на Македонија со Европската унија. Сума сумарум. Изборите во Унгарија се можеби важни за судбината на Никола Груевски, но јас лично мислам дека победата на Орбан или поразот на Орбан не е толку важен за враќање на Никола Груевски. Дури победа на Орбан на тие избори ќе биде многу поголема катализирачка енергија, многу поголем притисок за враќање на Никола Груевски отколку пораз на Виктор Орбан. Нели тезата ако се каже тука во Република Македонија дека Никола Груевски се плаши, дека Виктор Орбан може да ги изгуби изборите во Унгарија и бидејќи е исплашен дека Орбан може да ги избори, така нели покажат дел од анкетите кои се прават во Унгарија, дека е исплашен поради неизбежен пораз на Орбан на тие избори, притиска да биде вратен назад во Република Македонија. Јас напротив мислам дека победа на Виктор Орбан ќе го засили притисокот врз Христијан Мицкоски, според мене. Не велам дека сум во право, но според мене врз база на сите информации кои ги имам, на сите анализи, на сите проценки така натаму, Виктор Орбан врши силен притисок врз Христијан Мицкоски да го врати назад Никола Груевски. Христијан Мицкоски, волно или неволно, мора да ја спроведи таа операција, може да ја одложува, може да ја пролонгира, може да ја става под тепих и така натаму, меѓутоа во еден момент ќе мора да ја реализира целата таа операција. Враќањето на Никола Груевски назад во Република Македонија. Под број 1, видите, јас не сметам дека во овие 30 години сум го масакрирал Никола Груевски. Дури ние не разговараме после оние мои анализи како директор на Алфа телевизија дека ВМРО ДПМН мора да расчисти со груевизмот во својата структура и во своето партиско делување ако сака да се врати на власт во Република Македонија. Тогаш е Никола Груевски љути, ние немаме никаква комуникација, го барам еднаш, два пати, три пати за интервју, нема никаков одговор ниту на овие што се апликации на унгарскиот број, ниту на апликациите на македонскиот телефонски број или македонскиот или унгарскиот мобилен. Меѓутоа видите, испадна дека само Никола Груевски треба да одговара за се што е направено во овие 35 години во Република Македонија. Не мислам дека е баш така. Не мислам дека Лјупчо Георгиевски, дека структури на СДСМ, Владо Бучковски, така Зоран Заев се помалку штетни за Република Македонија споредо со Никола Груевски. Ако се штетни сите, значи сите топтан или се сите натопал гулаш 3 пати на ден надвор од Република Македонија или се натопал обрук 3 пати на ден во затворите во Република Македонија или се сите тука на некоја слобода може да делуваат или можат политички да се активираат. Не мислам дека Никола Груевски во блиска иднина ќе може политички да се активира, меѓутоа само како некакво кроки за да може некаква парабола политичка порака да биде пратена. И под број 2. Пете кој хаос е со власта во Република Македонија. То ништо не функционира. Овој експертот за штрафови, доктор на науки за штрафови, не знае да заштрафи состојбата во Република Македонија. Пушта бродот на сите страни. Во такви услови вие се вртите кон опозиција, таму е канта тропа, се вртите кон левица, таму е канта тропа, се вртите кон алмазиот политички фактор, таму е канта тропа. Али Ахмети како губитник на изборите сега е каподи тути капи да може да ја контролира политичката сцена. Ако Али Ахмети расте и Никола Груевски, тоа се сиемските близнаци на македонската политичка сцена, и вие останувате да немате решение.
Медиумите ви се под контрола, во еден најголем дел се девастирани тие медиуми, ниту можете краткорочно да направите блицкриг, да испромовирате некакви имиња на политичката сцена, да направите некакво бугарско или словенешко сценарио. Не е добар Јанковиќ, градоначалникот на Љубљана, па ќе измислите втор, трети, така натаму. Не е добар царот, па ќе измислите некој втор, трети играч, Слави Трифонов или било кој на бугарската политичка сцена. Ниту медиумите, ниту поставеноста на системот во Република Македонија така направено да вие можете во краток рок да промовирате некое ново име, и вие се вртите кон старите имиња. Во немок, во темнина да најдете некој ново име, можеби некој ќе се сети на Никола Груевски, како што се имаше сето на Ангела Меркел тамо некаде пред 7 или пред 8 години. Тоа е суштината на тоа што сакам да го кажам изминатите 3 месеци. Сакав за братот Орбан да ви анализирам, меѓутоа тоа ќе ми фати 15-20 минути, ќе трае повеќе од 40-45 минути во вонредна политичка анализа. А секоја сметам дека 27-8 минути и никогаш тоа не го реализирам се најдобро време, најдобар тајминг за одредени политички анализи. 26-27 минути пласирани политички пораки, вие може да и консумирате, нема мноштво на детали, нема мноштво на информации. Кога стана 30-40 минути, тамо ќе има 200 информации, тоа е тешко да може да се дајџестира, да може да се свари. Почнавме со судството, ајде да завршиме со судството. Исаиловска нов јавен обвинител во Република Македонија. Така стоја работите кога отстрана се гледат. Веде избор за јавен обвинител после смената оставката на Лјупчо Коцевски. Не ако некој прифати да биде веде избор за јавен обвинител, нема да сака тоа да трае само 3 месеци, дека е направен некаков договор кој би траел 3-4 години, некаков нов мандат, бидејќи одредени спонзори на Исаиловска, спонзори во обвинителската фела, во обвинителскиот сектор, веројатно ќе сакат преку неа да воспостават контрола, да го демонтират моделот на Јовевски, на Коцевски, така натаму, да се направи во наводници некаква нова структура на обвинителството, по мерка или под контрола на Христијан Мицкоски, на Панчо Тошковски, така натаму. Последните информации кои доаѓаат до мене, дека какво и да е калето, каква и да е американската политика, а вие гледате ова што е вршителна должност, доаѓа тука, се среќа со сите, вклучително и со Митко Јанчев, од сите можни разговори реши да оди на Свети Трифун или денот на виното на грозјето во Република Македонија. Значи се реши американците, све направија во Македонија, сите проекти им се девастирани, сите проекти им се пропаднати, вклучително и кафетин коалицијата, но оној играч кој се гледа како број 1 политичар или лидер на Република Македонија, остана само денот на заљубените, денот на виното или Свети Трифун во Република Македонија. Информациите кои стига до мене е дека и така девастираната американска структура не е најсреќна, не е најзадоволна од реизбор или нов 4-годишен мандат, цел мандат на Исаиловска, начело на јавното обвинителство во Република Македонија, првенствено поради источните врски на незиниот сопруг. Јас го имам снимано незиниот сопруг, кога беше амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација, претходно беше амбасадор на Република Македонија во Украина, во оној момент кога Украина е дел на целата Украина, со Киев е дел на проруската сфера или на рускиот свет, па го враќа тука во Република Македонија, па излегува на афера со 1-2 стана во Солун или во околината на Солун, па станува заменик министар за надворешни работи, па дел на кабинетот на поранешниот председател на Република Македонија Ѓорги Иванов. Поради тие во наводници проруски интереси, проруски врски, проруско влијание или дел на рускиот свет, како што сега стојат работи, тоа не значи дека ќе биде реализирано, од ден на ден стануваат се помали шансите Исаиловска да биде избрана за нов јавен обвинител во Република Македонија. Значи, ако сака да ја реализира таа операција, треба да ја направат веднаш или да ја направат вчера. Ако ја остават за утре или остават за заутре, тогаш многу тешко власта ќе може да ја реализира целата таа операција. Како некаква домашна задача, пред наредната вонредна анализа наредниот вторник, погледнете на социјалните мрежи каква кампања води братот Орбан. Феноменална кампања. Оди шета со едно комбе по Унгарија, по Будимпешта со комбе доаѓа на работа, со некакво ташниче ставено тука преку рамо, како да е некаков новинар во НИП Нова Македонија крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години. Пооди тамо коли бишења по унгарските села, па со оној уредот што ги горат, што ја горат кожата на свинчињата на бишињата, оди тамо, па собира, па вади месо, веројатно ке права чварки, така натаму.
феноменална кампања. Иако анкетите не му се наклонети, не се дава, бидејќи е многу интересен, тоа ќе го објаснам наредниот вторник и наредната вондерна анализа, многу интересен моделот, унгарскиот модел, кај што има две листи, едниот е мнозински модел, вториот е пропорционалниот модел. Во едниот модел се гласа за региони, во вториот модел се гласа за политички партии, плюс има диаспора во Романија, во Србија, во Хрватска, во Словачка и во зад Карпатска тамо Украина. Без тие гласови, братот Орбан тешко ќе може да има победа на изборите, како што сега стојат, или како што ги покажат бројките анкетите, па имате атомски с лева или с десна удар на неговиот најблизок соработник, премиерот словачки Фицо, со одредени политики или проекции или работи кои ги прави во Словачка, кај што еминира позицијата на унгарското малцинство во Словачка, но тоа во наредната вонредна политичка анализа. Така стојат работите во Македонија. Исток не отпиша, Запад не запишува. Ново интервју, недела 22 часот, нова анализа, вторник 2 часот и 30 минути, до недела и вторник. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.